Европскиот суд за човекови права донесе решение, а не пресуда со која Груевски, Мијалков и останатите поранешни високи функционери од редовите на ВМРО-ДПМН треба да добијат конечни одлуки од Македонскиот суд, зашто и какви казни ќе им следуваат. Тоа на одреден начин е и своевиден студен туш за поранешните високи челници на тогашната владеачка гарнитура предводена од ВМРО-ДПМН. Предпоставките и надеждите беа дека сепак ќе биде заживеана аболицијата на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов. Првичен коментар околу решението на судот во Страсбур со реакција универзитетскиот професор од правниот факултет Борче Давидковски. Како го оценувате ова решение од Страсбур? Тука треба малку ради гледачите да појасниме дека согласно Уставот, член 84 мислам, председателот има право да помилува согласно закон. Значи нема апсолутно право во секое време и во секој дел од постапката да помилува некого, тука како е согласно законот за помилување. Согласно законот за помилување, пред 20 на години еден член, не знам тоа, али еден член беше од страна на Уставниот суд укинат. Врз основа на тој член, поранешниот председател го донесе решението за аболиција. Сите јавни органи мора да работат согласно законот за општа управна постапка. И тогаш сугерирав, најдобро е, бидејќи согласно тој закон, секој јавен орган во секое време, кога има некои големи повреди со актот свој направил, решението и така натака, може во секое време, нема рок, да го поништи решението. Не ме послуша. Против тоа поништено решение, странките кои што беа набележани таму 30-40, не знам колку луѓе беа набележани, има тогаш може да идат на пред управниот суд со тужба да барат заштита. Нешто слично и управниот суд конечно ќе се произнесеше, ќе кажеше аболицијата е врз основа на поништен закон или не. Исто нешто како со лустрацијата. Беа лустрирани луѓето кои што отидоа на управен суд, добија пресуди, се заврши постапката и отидоа во Страсбур си го добија предметот. Кај нас многу сме правници, различни мислења има, но за жал Македонија во конкретниот случај ради процедурални грешки сега на апликантите, не ради Македонија, им се одбија жалбите бидејќи се уште кај нас постапката за аболицијата, односно за поништувањето не е завршена. Дали ова значи дека не постои правен основ за аболицијата поднесена од тогашниот председател Иванов? Јас претпоставувам дека тоа е, бидејќи согласно, како што рековте, член 11, бидејќи тој е укинат, за тие и тие дела, председателот не може да аболира, односно да помилува. На крај, во однос на прашањето и одлуката на судот во Страсбур, дали сега предметите повторно се враќаат во рамките на апелацијскиот и кривичниот после? Не, предметите ќе си продолжат. Предметите, секој од предметите, во зависност од која фаза е, ќе си продолжат и понатака судењата ќе продолжат. Нема да се стопират постапките и оние што се има правосилни пресуди, некои што се во затвор и така натака, ќе продолжуваат бидејќи тие нивните пресуди се активни, правосилни се и судот, повторувам, формалната страна ја гледаше, а не гледаше материјалната страна дали имал или немал право.